Веќе трета година поред учебниците не представуваат проблем во државата и редовно се доставуваат пред почетокот на учебната година, истакна денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа посочи дека учебниците за учениците од прво до трето одделение веќе се испорачани во текот на април и мај, а од идната недела започнува дистрибуцијата на учебниците за сите одделенија од основното образование. Според Јаневска, досега се доставени околу 250.000 примероци, а вкупниот број на учебници што ќе бидат испорачани достигнува 1,5 милиони. Веќе трета година поред учебниците не представуваат проблем во оваа држава и се редовно доставувани до 1 септември, кога почнува училишната година. Оваа година имаме испорака на учебници од прво до трето одделение во април и мај месец, а од идната недела почнува доставата на учебници од прво до девето одделение. Од прво до трето одделение се испорачани околу 250.000 парчиња, се вкупно учебници ќе бидат испорачани 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од прво до осмо и први и втори клас гимназија, остануваат да се доработат како нови учебници следната година учебниците за девето одделение и учебниците за трети клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници. Она што е важно дека воспоставивме системско решение. Другите детали ќе ви ги даде директорот на педагошката служба и повеќе нема да имаме никаков проблем со учебниците, напротив ќе се надградуваме, имаме во моментов во PDF формат електронски учебници. Премиерот Христијан Мицкоски посочи дека пред една деценија државата зборувала за компјутер за секое дете, додека денес како успех се смета навременото обезбедување на учебници за учениците. Јас би додал само дека можеби се тоа треба да представува нормална работа. Иако пред 10 на 15 години зборувавме за компјутер за секое дете, денеска се радуваме ако учебниците ги доставиме на време, за да можат децата да ги користат. За жал имавме една катаклизма која што 7 години беше влада во Македонија и последиците се разорни. Работиме приоритет по приоритет за да ги вратиме работите во нормала. Јас сум свесен дека има Директорот на педагошката служба, Роберт Аџипетров, истакна дека со новиот закон за учебниците е надминат недостигот на учебници во образовниот систем. Според него, воведени се потранспарентни процедури за нивното одобрување и утврдување на цените, со што се напуштаат практиките од минатото, кои како што вели тој цените се утврдувале зад затворени врати. Кој што истакна министерката Јаневска, значи проблемот со учебници е системски решен и веќе ќе го немаме како тема во нашата држава. Она што сакам посебно да го истакнам е дека во периодот по донесување на новиот закон за учебници донесени се вкупно 48 одлуки за одобрување на учебници во основно образование и средно образование, како и 22 одлуки за одобрување на учебници по странски јазици, со што се надмина оној гап кој што го имавме во државата, да имаме недостаток нови учебници. Дополнително ви кажал во однос на процедурата дека нашата држава сега има база на рецензенти во која што членуваат преку 800 универзитетски професори, како и наставници од основно и средно образование, а утврдена и формула за пресметка на цена на учебниците, со што се надмина онаа пракса во минатото, кога цените се утврдуваат за затворени врати и кога цените практично беа договарани во 4 очи. Како што истакна министерката за образование и наука Весна Јаневска, досега се испорачани околу 250.000 учебници, а до почетокот на учебната година ќе бидат дистрибуирани вкупно 1,5 милиони примероци. Таа најави дека во 2027 година ќе бидат изработени нови учебници за девето одделение и трета година гимназија.